Стручниот надзор на лекарската комора, спроведен за гинекологот и директорот на Струшката болница, покажале дека немало пропуст во лекарската интервенција кога на родилката и беа отстранети матката, бубрегот и јајникот. Човекот кој едва и може да се нарече министер, а уште помалку министер за здравство, само ладнокрвно ја потврди ваквата информација. Од лекарската комора наведуваат дека од моментот на приемот до моментот на исписот пациентката е третирана согласно постоечките медицински норми и стандарди. Па би сакале сосема легитимно да прашаме дали според вас постоечките медицински норми и стандарди всушност значат сторување на тешки дела против здравјето на луѓето, када родилка оди на породување, а заминува без 3 органи. На 10 февруари кажав дека ова ќе бидат дела за кои ќе слушнеме само дека истрагата е започната, одговорноста можеби ќе се лоцира само врз извршителите, а директно одговорните за спречување на вакви дела ќе ги гледаме како ладнокрвно ни велат да го почекаме извештајот. Сум погрешила само за едно нешто, кога сум споменала дека одговорноста можеби ќе се лоцира. Не, од оваа влада и овој министер за здравство одговорност никогаш нема да видиме. Ниту морална, ниту кривична, а најмалку од се политичка одговорност. Ке ве потсетам дека на 3 ноември 2020 година кажав дека Венко има 1000 причини зошто, 1000 причини затоа за оставка. Денес, после сите овие порази, после целиот хаос во здравството, почнувајќи од скандалозните случувања со пациентите, па се до најлошото менаџирање на пандемијата, после над 3000 изгубени човечки животи и немањето вакцини, веќе има милиони една причина.